Јас кога зборував, се обидував да зборувам во прво лице еднина. Вие, напротив, сакате нешто друго и кога споменувате 2007-2008 во врска со мене и со моја дискусија, тоа е целосно несоодветно. Ама мора нешто да ме подсетите. Да не бевте вие во коалиција со ВМРО во 2007 година? А, така. Значи, ова е само критика, бидејќи колку што паметам јас, дури 2008 ви се разидоа патиштата, но никогаш нема да ја заборавам изјавата на вашиот лидер, кога прв пат замина од СДСМ, со изјавата го прашаа со кого ќе коалицирате. Одговорот беше: не знам со кого ќе коалицирам, ама знам со кого никогаш нема да коалицирам. Тоа е. Второ, околу примерот со градоначалникот на аеродром. Јас, како што гледате, воопшто неселективно споменав реалност, настан. Значи се изморив од програма, проекти, осломеј да го видам. Кога ќе го видам, ќе го наградам. Немојте да ме однесете, одам јас тамо, уште ни трак, ни глас, тоа е ужасно нешто, што во ниту една држава не би се дозволило. Не би се дозволило. Планината ја нема. И ние зборуваме за еколошка заштита. Па вие уште кога ќе се качите од Гостивар нагоре, тоа во ниту една држава не би се дозволило, ќе слезе долу планината. Значи, јас сакам слики од реалноста, а не, што викаат англичаните, conditional, нешто што е условено и може да се случи. Доста од футуризам, ајде малку реализам. Дека не се однесувам партиски и селективно, покажува и примерот со господинот Ковачевски. Мене не ми беше проблем да кажам дека навистина вложил енергија, ум, претходно, во фирма која треба да реши еден важен проблем и тогаш неговата одговорност е како политичар уште поголема. Значи, тоа се моите забелешки. Благодарам. Ви благодарам.